Повелете прашање. Господин Заев, денеска влегува во сила поништувањето, суспендирањето на одлуките на министрите на СДСМ. Исто така и премиерот Димитриев рече дека на вчерашната одговор рече дека неговата одлука била законска и во согласност со договорот од Пршино. Како го коментирате ова? Дали може да има некој хаос сега во овие министерства? Како ја коментирате целата ситуација? Прво, двајцата министри отвараат правна постапка за оспорување на ваквата одлука пред надлежните институции. Се надевам дека има и основ за кривични пријави. Ако има основ, правните тимови тоа ќе го потврдат. Покрај правните постапки по жалбена постапка за поништување на оваа одлука, ќе се отворат и кривични пријави. И јавно ги охрабрувам, доколку некој го скршил законот носејќи ја ваквата одлука, па дури тоа било и влада на Република Македонија, треба кривично да одговара за помен и паметење на сите генерации како не треба. Ние сме убедени дека оваа одлука е незаконска. Целата јавност не мора да биде нешто посебно правно подготвена за да знае дека не оваа одлука на владата е незаконска. Истовремено уште еднаш потенцираме дека ова го нема никаде во светот и ниту една влада не преземала ваков чекор за поништување на одлуки кои што се решенија на самите министерства, кои што доаѓаат и дури до одредена абсурдност, како што е на пример решение за породилно отсуство или враќање од породилно отсуство, како што е решение за награда на нашите припадници на специјалните единици кои што ги чуваат граничните премини и ја менеджираат бегалската криза, како што е наградувањето на граничните премини каде што се нашите полицајци, 35 решенија на господинот Митко Чавков кој што ги потпишал пред доаѓањето на Оливер Спасовски и уште еден куп други смешни решенија кои што брзајќи најверојатно, не проверувајќи го дури и закон, на купче владата го донела како одлука на основа на неовластен предлагач. Согласно тоа, Оливер Спасовски е должен по закон, од ова што го знам од правните тимови, да им соопшти на сите раководители да не постапуваат по таа одлука. Јас се надевам дека непостапувањето по ваквата одлука ќе ги остави состојбите статус-кво и понатаму постапките пред надлежните институции по жалба, кои што се отворени и од Оливер Спасовски и од Фросина Ременски, ќе дадат со плод уште една потврда за незаконитото работење на владата на Република Македонија. До петок претседателот на собранието треба да ги распише изборите. Што очекувате? Мислите дека ќе одат до крај? Знаете како, ние може да кажеме за нашите чекори. Никола Груевски се е можно. Тој управува со сите институции и се е возможно. Не е дека не очекувам да една од варијантите кои што се поприлично известни е токму таа. Ние знаеме како ние ќе се позиционираме. Уште еднаш потенцирам, стоејќи до крај дека не постои алтернатива на договорот од Пржино, ние сме во Државната изборна комисија и очите во моментот се вперени таму. Во Државната изборна комисија процесот привршува, ако на 15 се распишат изборите, 16 е датумот согласно член 40 став 3, каде што се заокружува прочистувањето на избирачкиот список. Понатаму се става до статистика заради адресното прераспоредување, на 25 тече јавниот увид и така е понатаму пороковникот. Државната изборна комисија очекуваме да го прочисти избирачкиот список. Тоа не е заради тоа што Заев го бара. Тоа е заради тоа што дадовме подпис на договорот од Пржино сите. Тоа се минимум, дел од минимум условите кои што мора да бидат исполнети и на крајот на денот само на тој начин, преку прочитен избирачки список, граѓаните ќе имаат доверба во избирачкиот список, кој што е гаранција за регуларноста на изборите. Убедени сме дека согласно постапките кои што ДИК ги води, по закон и методологија, ни 16, ни 19, ни 20 не се доволно за прочистување на избирачкиот список, од проста причина што се веќе јасни чекорите, што значи теренската проверка, колку време им треба, што значи административното проверување, што значи методологијата и постапувањето после административното распоредување. 124.000 кои што се утврдени како сомнителни не се проверени, мора да бидат проверени и алатката за бришење на сите оние што ќе бидат утврдени дека по закон не треба да останат на избирачкиот список. Процесот е јасен, драго ми е што одат јавни седници на Државната изборна комисија заради транспарентноста, се додека не се прочита избирачкиот список. Ниту опозицијата, ниту било кој во Македонија не треба да учествува. Во тоа име ги повикувам и дел од владеачките партии, во името на Македонија и во името на законот и уставот на Република Македонија, да ја напиштат оваа владеачка коалиција и да се приклучат на страната на Македонија. Тие постојат заради граѓаните на нашата Македонија. Каква е вашата комуникација со меѓународната заедница? Како ги оценуваат тие вашите постапки и што сметаат за тоа што нели можно да распишат изборите на 15?
Јас можем да кажем како течат состаноците, меѓународната заедница со своите ставови е јавно присутна. Тие оквалификуваат дека Македонија пропуштила на 6 да ги исполни минимум условите за организирање на регуларни, фер и демократски избори. Појасно здравје. И впрочем, тие се гарантори на договорот од Пржино. Впрочем, тие се тие истите луѓе кои што дадоа своји проценки или асесмент на исполнувањето на условите. Граѓаните на Македонија ги знаат условите, кои се и знаат дали се исполнети или не. Така да меѓународната заедница не може да биде поинаква, без разлика кој да се надева на тоа. Европа мора да се залага за европски вредности. Соединетите американски држави за универзалните вредности. Принципите се принципи и тие не можат ништо поинако да направат, освен да обстојат на принципите. Минимум услови од договорот од Пржино се трите услови. Прочитен избирачки список, реформи во медиумите, разграничување на партијата од државата. Реформите во судството, кај правобранителот, во тајните служби, во другите институции. Одлучивме после изборите. Но овие минимум услови, кои што имаат директен импакт и влијание врз изборите, се нешто кое што минимум мора да го завршиме сите. Дали ова значи дека Пржинскиот договор со одржувањето на изборите е мртов и дали СДСМ е дефинитивен на ставот дека ќе има бојкот на изборите од вашата партија? Социјалдемократскиот сојуз не го спомнува зборот бојкот. Ние велиме, нема да учествуваме на избори без при тоа да бидат исполнети минимум условите. И тоа треба да биде така. И при тоа уште еднаш нагласуваме. Немаме намера на телевизија да ги гледаме тие избори. Оваа борба принципијална со проект Вистината за Македонија не ја отворивме за на крајот на телевизија да гледаме еднострани избори како владеачките партии учествуваат на нив. Тоа не е закан. Тоа е решителност да се справиме со секој што ја загрозува иднината на Република Македонија. И ние тоа ќе го направиме. Од тука остануваме конструктивен партнер и за власта, и за меѓународната заедница. И најповеќе за граѓаните на Македонија. Ставот е јасен, не учествуваме на такви избори, а не гледате во ДИК. Не гледате и заробени во министерствата. Принципијално до крај ќе се бориме да има живот во договорот од Пржино, заради тоа што не постои алтернатива. Се додека тоа зависи од нас. Ако некој се обидува со следни чекори, како ова што е одлуката на владата, со сила да не истурка надвор и при тоа ги ограничи сите наши веќе можности, тоа може тогаш да се случи. Ние до крај ќе се бориме договорот од Пржино да биде жив. И согласно тоа, Македонија да го добие фер начинот и патот до кој што ќе дојде до стабилност и до гаранција за незината демократска иднина. Тоа е исклучиво преку регуларни, фер и демократски избори. Дел од медиумите пишуваат дека доколку Уставниот суд ја преземе иницијативата и го укине специјалното јавно обвинителство, дека Социјалдемократскиот сојуз ќе продолжи со објавувањето на бомбите. Тоа е една од варијантите. Јас го кажав одговорот. Но дали, бидејќи вие ги предавате сите материјали во специјалното јавно обвинителство, дали сепак останале некои материјали во Социјалдемократскиот сојуз? Се што имавме, ние предадовме честно, јас неколку пати го кажав. Зошто? Заради тоа што делегирањето на доверба во независните институции како што е ДИК и специјалното јавно обвинителство го покажавме на дело. Проблемот е тоа што тајните служби Сашо Мијалков и ВМРО ДПМН не ги доставиле материјалите. Па при секакви претреси излегуваат материјали од сите страни. Ние нашето го завршивме. Но рете, ако специјалното јавно обвинителство биде укинато, тие материјали кај да одат? Кај Марко Зврлевски, кај Јован Илиевски или кај Сашо Мијалков? Не треба се вратат во СДСМ. Но тоа не е најстрашното, што СДСМ би го направило да ги бара материјалите. Ако се дрзне Уставниот суд да го укине специјалното јавно обвинителство, граѓаните и со наш повик ќе ги повикаме правдата да ја барат во своји раце. Ако ова институција која што зрачи правда и надеж за правда и правичност во Македонија биде укината, ние ќе ги повикаме граѓаните да се вратат правдата во своји раце. И тие ќе одлучуваат за правдата во Република Македонија. Други прашања? Некои од медиумите најавија на 24 дека СДСМ ќе бара правдата на улица, значи на протести. Дали се можни протести? Протестите се едно од работите кои што не ни бегаат. Така да секако протести ќе има доста во Македонија, доколку не се вразуми оваа власт и не се врати на нормативите и принципите за кои што ставиле подпис, постигнале договор, гласале закони во парламентот, секако протестите се една од можностите кои што ни стојат. И ќе повикаме на протести, и протести ќе бидат уште помасовни и секако ќе ја постигнат својата цел. Македонија мора да биде нормална земја. Опозицијата нема намера да се откаже од тоа. Посебно сме охрабрени и изразуваме респект кон сите овие мали партии, кои што апсолутно СДСМ со дел од нив немаше никакви ни контакти. Обстојуваат заради тоа што премногу аргументи и факти се на маса. Бегање од тоа нема.
Единствениот пат по кој што мора да се движи Македонија е кон известна иднина преку регуларни, фер и демократски избори. Други прашања? Дали меѓународниот фактор не се изјасни децидно, дали се споменати условите за фер и регуларни избори? Ако нема намера да се изјасни, го повикувам да се изјасни. Европа не може да молчи. Соединетите американски држави не може да молчат. Точно е, опозиционите кругови зборуваат зошто е ова затишје од меѓународната заедница. Ти имат своји чеда овде во Македонија преку пржинот договор и одредени институции. Изборувам чеда заради тоа што пријателски искрено се трудеа да ја помогнат на Македонија. И тие мора да зборуваат, мора да ги соопштат своите ставови, за да се знае што е принцип, што е подпишано, што е исполнето, што не е исполнето. Согласно тоа, најпријателски ги повикувам да ги кажат своите ставови во поглед на оваа ситуација во Македонија. Иако поприлични досега ги кажаа. 6 април Македонија пропушти да ги исполни условите за регуларни избори. Тоа е ставот последен на меѓународната заедница, барем јас оној што го имам слушнато. А доколку трите партии учествуваат на изборите, подписници на Пржинскиот договор, вие не учествувате, како во таква ситуација вие? Мислите власта ако учествува? Власта и Демократската партија. Значи власт. Така е, значи власт ако учествува, тоа се еднострани избори на кои што учествува само власт. Јас се надевам дека господинот Мендух Тачи и ДПА ќе се позиционираат таму каде што припаѓаат во општеството, тоа е опозиција. И секако ќе извршат својата улога како опозициона партија. Секако тоа не е некаков повик или некакво укажување или упатство. Тие знаат за што зборуваме. Тие ставија свој подпис на договорот од Пржино. Тие знаат што значи прочистен избирачки список, го чувствуваа на своја глава и во Зајас и во Кичево. Не го чувствуваше само Зајас во Струмица, во Битола или во Штип, или во Команови, во Скопје. Секој од нас знае колку е насушна потребата од чист избирачки список и реформи во медиумите. Благодариме на сите.